Екс-директорот на затворот Шутка не чувствува вина затоа што ослободувал затвореници да си одат дома, па уште и полицајци со возила да ги придружуваат во нивните приватни прошетки. Филип Андов Сокол и 6 затворски службеници пред судот се изјаснија за невини за обвинението дека со нивно знаење и потпис од поранешниот директор во 9 наврати 5 затвореници си оделе дома, се гледале со нивните роднини, а во затворот внесувале предмети кои што представувале ризик за другите затвореници и безбедноста на установата. Според обвинителката, тоа се случувало од март до јули лани, што било констатирано од вонредниот надзор на управата за извршување санкции. Наредбите требале да гласат само за спровод до надлежни институции каде што би можеле истите да бидат однесени. Не може во домашни услови да се носат затвореници и при услови каде што они имаат други права, односно да бидат посетувани. Андов пак вели дека тоа било негово дискреционо право што го искористил во многу наврати, а не само во 9, за колку што обвинителството има докази. Тоа не е погодност, тоа е молба што се извршени овие спроводи и тоа е моје дискреционо право кое сум го користел со право на закон и било во целосно испоштувано и почитувано без никакви причини за нарушување на безбедност на затвор Скопје. Толку можам да кажам. Тоа е дискреционо право, вие како директор на установата? Многу пати. Бранителите ќе докажуваат спротивно од напишаното во обвинителниот акт, а бараат и да се почитува пресумпција на невиност за сите обвинети. Обвинението на обвинителството е апсолутно неосновано, ниту подкрепено со соодветни докази, напротив, одбраната, предложи докази, еве конкретно некој дел од тие докази ги истакна господинот Филип, така да очекуваме, со тие докази би го целост дискредитирале обвинението. Не направиле никаков пропуст, односно кривични дела и не очекуваме, еве ние пак ќе се сретнеме, ќе видите дека во коректна постапка ќе добиеме ослободителна пресуда за сите. За еден затворски чувар судската постапка се одвои поради неговата здравствена состојба.